За кратко време 3 маратона во месец јули за Бошко Илиев, доктор Бошко Илиев, нашиот единствен маратонец во Кавадарци кој успешно ја презентира општина Кавадарци, па и Македонија насекаде во светот, во Европа, најмногу на Балканот. Бошко е со нас и во овој месец јули на нашата програма. Бошко, многу маратони за кратко време. Па, пред се поздрав до сите што го следат ова. Една богата агента, напрегната, секој неделно да кажам, без паузи. Тоа е тоа, сега е летен период. Убав за пливање. Убав за пливање, не се повторува. Но и напорно. До другата година и напорно е, да. Кои беа тие маратони, каде на што? Па, тоа беа маратоните предвидени на 8 јули во Кањижа, тоа е езеро Велебит, на северот на Војводина на Србија. Се пливаше 3 километра, го испливав за 1 час 3 минути и 1 секунда, солидно време. Наредниот ден беше во Белград, на Ада Меджица, и минатата година го пливав тоа. Значи, и низводно и узводно, околу еден остров, го пливав 1 час 26 минути и 20 секунди, 2,5 километра, малко напорен маратон, во конкуренција и така. Наредната недела, значи сега овие денови, на 15-ти, бев во Брчко, Босна, пливав промотивен еден нов маратон, што допрва треба да биде афирмиран и значаен на Балканот. Доста тежок маратон, 9 километра. Сава е сега со низок водостој, не помага многу, така да, исто како да пливаш во мирна вода, ја го пливав со време 2 часа 35 минути и 19 секунди. Која организација на кој маратон ти остави посебен печаток? Посебен печаток ми остави овој последно сега во Босна. Посебно што луѓето се трудат, нели, да привлечат пливачи од Балканот. Посебно што јас доаѓам од Македонија, за нив една многу пријателска земја на Босна, и посебно што, ете, некој од толку далеку доктор по професија дошол, поминал стотици километри да плива маратонот, со едно големо уважување, со голем респект према нашата држава и према мене лично, и како спортист и како доктор. Значи, воодушевен сум од се и од организацијата на маратонот и од сместувањето и така. Овде пријатно сте изненадија доделувајќи ти една благодарност за твојот 50-ти успешен маратон. Да, мојот 50-ти маратон, ете, се погоди, да кажам, да биде баш надвор од границите. Јас го замислав можеби во Македонија, ама сега тоа се погоди баш да биде во далечната Босна, и му спомнав претходниот ден дека ова е мој 50 јубилеен маратон, и тие ме изненадија пријатно кога ми доделува дипломата за тој маратон што го пливав нивниот, ми доделија уште една диплома за мојот 50 јубилеен маратон со желби да имам уште многу, па зошто не и 100, и да се видиме, вика да се видиме следната година, пак, значи, во Брчко, со една бројка од, да речеме, 60-70 маратона. Значи, многу пријатни луѓе настроени позитивно кон се. Бошко не застанува, тој и понатаму ќе плива, летото е пред нас, ние се наоѓаме во средината на летото, тој веќе овој викенд оди во Македонија на езерото Мантово. Па да, ете, остварувам она моја замисла, што ја најавив и се трудам до крај да ја реализирам во наредните години. Значи, моја цел е сите наши езера и природни и вештачки да ги испливам, како единствен од Македонија, да ги промовирам како можност за пливање. Тие се прекрасни, значи ние имаме една прекрасна природа во однос на езерата. Значи, реков многу пати, ако Хрватска има море, тие го користат за промоција на морето со маратони. Србија има претежно реки, Сава, Дунав, Тиса. Ние имаме прекрасни езера по Македонија, и ете баш вчера бевме во Мантово, еве да кажам, значи се плива Мантово, едно наше вештачка акумулација во источниот дел на Македонија, близу Радовиш, едно прекрасно езеро. Јас се воодушевив вчера кога го видов, значи мислев дека е Берово е, не знам дали е пубаво или не, ама тука негде не, со една прекрасна природа, едно
убаво место за престој и за пливање и сакам да го промовирам, зошто да не да во иднина се прават македонски маратони, да привлечеме пливачи од Балкан, како што јас одам, да бидат на нашите езера. Значи сега е Мантово, планирам понатак и Маврово ако стигнем ова година, ако не од до година, и Маврово, и Преспа, и Калиманци, и Дебар, и Да одеше на Охридскиот маратон, на Малиот Охридски за 2 август? Не знам дали ќе одам. Ради мојата агенда, може би ќе одам за Бугарија. Има еден маратон таму што лани не го плива, Бјала, под Бугарија, или пак трет пат ќе го пливам маратонот во Варна, еден традиционален стар маратон од 4,5 километра. Исто така што ми оставил печаток, имам освоено таму првиот пат и награда најдобар странец 2010 година. Така да тоа ми е нешто план, па после имам нешто пат 2 српски маратона на 12 и 13 и неизбежната Хрватска, да поврзам 2-3 маратона во Хрватска. И ако остане време на крајот во септември уште нешто, навистина агента ова година е малку пребукирана, ама мислам дека ќе издржиме. Немам коментар. Чувте тој како ги спомнувал маратоните и одењата на тие пливања, како да се ќе одам до до некој град близок во Кавадрци, а тоа се е на една голема далечина. Бошко и вози, у исто време со неговото семејство обзедува придружба. Таму е професионално се е направено од негова страна и организирано и замислите мора и да плива, а пливањето е еден од најнапорните спортови. Бошко продолжи понатаму, ние ќе ти даваме како екипа, како медиум поддршка, а оние што не ти даваат, нека не даваат. Веројатно неким служи тоа на чест, така велат кавадарчини. Па вака јас се трудам, тоа ја ова го сакам пред се, што го правам, значи не го правам што морам, не го сакам. Јас благодарам на сите што ми даваат поддршка и на медиумските куќи, на сите новинари што го разбира тоа како напорен спорт и еден промотивен спорт за здраво живење пред се на младите. Јас сакам, моја цел е значи да се промовира пливањето во Македонија и да дојде на едно повисоко ниво, затоа што ние имаме изворедни предиспозиции за тоа. Дури и до Олимпијада, значи пред се маратонското пливање. Тоа ми е целта, да се промовира, да се плива. Се надевам дека упорно дека ќе успеам нешто во тоа, значи во иднина ќе има млади деца од Кавадарци што ќе пливаат, ќе ме наследат, така да кажам, и ќе бидам среќен кога еден ден ќе завршам мојата пливачка кариера и кога ќе видам дека некој ете после мене плива. Напорите се забораваат, убавите моменти се памтат. Кој го разбира ова го разбира, кој не, тоа е тоа. Јас не се откажувам и паче кажам благодарам на сите што позитивно го разбират ова. Доктор Бошко Илиев, пливач маратон, rtk.mk